За помалку од 2 месеца ќе се реши проблемот со долговите на општините. Во моментов представници на владата преговараат со банките за подигање на кредит, кој ќе се пренесе на општините за тие да се раздолжат кон своите добавувачи. Се работи за долгови кои на локалните самоуправи се провлекуваат со години. Сите знаеме дека овие долгови од преку 120 милиони евра се создадени од минатото, но не можеме да замижеме пред нив, туку мора да ги решаваме. Преговараме со банките и рековме дека очекуваме до крајот на април или крајот на мај месец да ги заокружиме овие процеси преку колку што е можно поевтини каматни стапки, државата да подигне средства, да ги даде на општините, општините на еден рок од 15 до 20 години ги враќаат токму преку ДДВ-то како гаранција која што го добиват од државата. Дел од парите од кредитот ќе завршат и во општините од источниот регион. Ова за градоначелниците од регионот е повеќе од добра вест, зашто дури 9 од 11 од нив мандатот го започнаа со блокирани сметки. Најголем дел од парите ќе завршат во стопанството, зашто општините кон него имаат највисоки долгови. Се должи на стопанството најповеќе, но ќе ги направи стабилни општините и капацитетни да влезат во костец со секојдневните проблеми на граѓаните. Овие долгови кои што ги имаат се буквално камен кој што ги притиска доле да тонат самите општини, а тоа значи дека не можат квалитетно да ги испорачат услугите на граѓаните. Тоа ќе биде завршено, верувам дека ќе добиеме добри услови. Откако кредитот од 120 милиони евра ќе легне на сметката на државата, премиерот Заев најави разговори со градоначелниците, кои заедно со советите на општините треба да одлучат колков дел од долговите треба да бидат преземени и покриени преку овој кредит. Инаку, најлоша финансиската состојба е во општина Делчево, каде старите и новите долгови се во износ од околу 240 милиони денари, или еден цел општински буџет. Берово има побарување од доверители во висина од 22 милиони денари. 2 милиони денари повеќе должи општина Карбинци, Виница околу 43 милиони, Македонска каменица околу 20 и Пробишти околу 60 милиони денари.